Во кафулето баркот, лоцирано на улица ЈНА во Тетово, ноќеска околу 4 часот засега непознати сторители предизвикале општа опасност. Тие најпрво го искршиле изложното стакло на објектот и фрлиле стаклено шише со запаллива течност, предизвикувајќи пожар. Од секторот за внатрешни работи Тетово велат дека преземаат мерки за целосно расветлување на случајот. Најпрво го скршиле изложното стакло од западната страна на објектот, во чија внатрешност фрлиле стаклено шише со запаллива течност, односно така наречен молотов коктел кој предизвикал, односно причинил пожар. При тоа пожарени се 2 дрвени маси и 12 столчња, од кои 2 шанкерски, а оштетен е и подот, шанкот и дел од музичката опрема. За среќа повредени лица нема. Набрзо по пријавувањето извршен е комплетен увид, на местото пронајдени и подигнати се повеќе траги и предмети, запалка, чекан, тесла и друго кои се подигнати, како што реков, и ќе се вештачат. Се преземаат мерки и активности за целосно расветлување на сите поединости поврзани со овој случај, за откривање на сторителите и за утврдување на вкупната материјална штета. Во рамките на планираните активности од областа на јавниот ред и мир, изминатиот викенд во Тетово од 23 до 2 часот по полноќ, спроведена е акциска контрола за мерење на бучавата во и околу угостителските објекти. Со контролата вкупно опфатени се 7 угостителски објекти во централното градско подрачје. Во еден од нив, односно во угостителскиот објект Баркот, измерени се 30 децибели бучава повеќе од дозволената и веднаш му е изготвен соодветен поднесок, односно пријава, согласно член 8 став 1 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Од полицијата информираат и за инцидент случен ноќеска половина час после полноќ, со неколку убоди со остар предмет во пределот на вратот и грбот. Повреден е 26 годишен тетовец, а 30 годишник здобил повреди на десната рака и вратот. Како сторители се сомничат 2 лица од Тетово на возраст од 32 и 34 години, кои се приведени и задржани во полициската станица Тетово. Двајцата повредени пренесени се во Тетовската клиничка болница, укажана им е помош, пошто 26 годишникот поради сериозноста на повредите префрлене на скопските клиники. Извршен е комплетен увид и се преземаат мерки и активности за целосно расветлување на случајот.